Најголемото јавно предпријатие на истокот, јавното предпријатие Исар Штип, ги прогласи најуспешните работници. На свеченоста за вработените беше направен пресек на реализираните планови оваа година со најава на капиталните проекти за 2016-та. Над 400 вработени во јавното предпријатие Исар се ангажирани за редовно водоснабдување на градот, комунална хигиена, уредување на парковите и за функционирање на градскиот пазар и бања Кежовица. Втора година веќе традиционално ги прогласуваме најдобрите работници. Не само тоа, туку и го сублимиравме сето она што е сработено во изминатиот период. Видовме каде сме грешиле, видовме што можеме да измениме. Овој новогодишен коктел и прогласување на најдобрите работници се надевам дека ќе продолжи понатаму. Се видовме сите работници, бидејќи на нас најважни се вработените во јавното предпријатие Исар, важни се проектите кои што ги реализираме за граѓаните на град Штип и граѓаните може да бидат сигурни дека ќе настојуваме да градот го препородиме и да добијат што посакат од нас. За прогласените најуспешни вработени во Исар, наградата е чест, но и обврска. Ова е награда за респект, но и награда која му врзува мене и целиот правен сектор да продолжиме со уште поголемо залагање за законито работење на јавното предпријатие. Квалитетот на животот во еден град најмногу зависи од работењето на јавните предпријатија. Водоснабдувањето, комуналната хигиена и уредувањето на Штип се во рацете на Исар, каде освен тековните активности и бројни инвестиции, заедно со локалната власт работат на враќање на заостанатите долгови. Идната година, локалната власт планира целосно расчистување на старите долгови на Исар, а тоа е 1,5 милион евра од кредитот од Европската банка за обнова и развој, 220.000 евра од кредитот од Светската банка и редовно сервисирање на ратите од кредитот од јапонска џајка. Јас сум убеден дека ние ова што го правиме ќе издржиме оваа година. Со едно рационално десување како досега пак ќе градиме и ќе враќаме. Убеден сум дека со Советот ќе најдеме неко оптимално решение, затоа што веќе сме доведени до зид, веќе одлагање нема. Некаде околу 800.000 евра се вратија овие 3 години, 800.000 евра. За волја на вистината, значи кредитот почна да се враќа некаде од 2009 година наваму. И да кажам дека навистина е оние 8 години каде не е враќан кредитот претставува навистина голем проблем. Но Штип како општина мора да се ги исполни своите обврски затоа што така ќе биде поштувани од сите финансиски институции. 2016-та за јавното предпријатие Исар и за локалната власт ќе биде тешка година заради раздолжување на стари долгови, но градоначалникот Захариев и директорот Бојаджиев гарантираат дека тековните активности на јавното предпријатие и планираните комунални проекти ќе се реализираат без никакви пречки.